И доаѓа до врата, им затвараат врата и толку е нам. Хаос, гужва и многу нервозни граѓани пред единствениот пункт во Скопје за вадење лични документи без термин. Се чека со часови, без гаранција дека ќе се дојде на ред за фотографирање. Оти целиот процес оди многу бавно. Хаосот е огромен, а на студот чекаат дури оние кои треба да имаат приоритет – старите и болните, но и семејства со деца. Граѓаните револтирани обвинуваат дека само тие што имале врски влегувале прекурет од задна страна на пунктот преку полициската станица Пролече. Од позади влегуваат сите. Од 5 сат чекаме. Повикај пријател влегуваат од другата страна, а тука ние со сади чекуваме. Вчера од 11 сат до 7:30 ме вратија, дојдов пред врата, не ме пуштија. Денеска сум пао од 8 сати еве до кај сум. Ова е најголема глупост. Не е нормално. Ова не е нормално. Ама не ми е началникот Чичко да ме пушти и мене преку ред. Го молев дека сум со операција да ме пушти, неќе да ме пушти. Оваа локација е единствената опција за жителите на главниот град кои не успеале да добијат термин преку МВР. Граѓаните се свесни дека ќе мора да чекаат со часови, а повеќето и со денови. Ни криви, ни должни, оти власта реши да се сменат документите со новото име, дури за оние на кои важноста им трае уште неколку години. Тој е Оливер Спасовски што се гордее, вика све е супер. Нека дојде, нека чека ќерка му тука. Или фамилија негова. Ве видоа вас сега пушти едно 7 Да, ве видоа вас пушти, иначе по еден сат, по еден на сат пушта. Пред 3 години е ваден, сега повторно. Лична карта, возачка. Колку време чекате вие? Од Савајле, од 8. Има луѓе по 4 пати што чекаат. По 4 дена. Прво е наша грешка што доаѓаме сите да ги менјаме личните карти и документите. Ова е дужност на Република Македонија да го смени. Ама сега е Северна Македонија и нас македонците не подгазуваат. Но хаосот не е само за аплицирање, туку и за да се подигнат личните документи. Огромен број граѓани се изложени на вистинско малтретирање за да дојдат до лична карта, пасош или возачка, за кои платиле, се сликале, а никако да ги подигнат. Во објектот на МРТ сликата е идентична како пред Пролече, што го отсликуваат и снимките кои ги споделуваат револтираните граѓани. Тие се жалат дека на тамошните шалтери работеле само двајца вработени кои не можат да ги обслужат граѓаните. 12 февруари 2024 година е последниот датум до кога ќе важат документите со старото име на државата. Потоа, ниту во институции, ниту на граница, ниту пред полиција, нема да бидат валидни истите.